За прв пат во 30 години самостојност и независност на Македонија се менува начинот на одбележување на празникот Илинден на Мечкин камен во Крушево. Новина е тоа што Пендаровски одлучи оваа година за прв пат да нема говор на Мечкин камен, кој најчесто беше околу пладне. Бидејќи според Пендаровски, говорите предизвикувале само омраза, поделби и свиркување и создавале негативна атмосфера за овој ден. Главниот настан годинава на 2 август ќе се случи во 18 часот на Мечкин камен, каде Пендаровски ги има покането сите лидери на политичките партии, а целта била меѓупартиско помирување. За сега присуството го имаат потврдено само Али Ахмети, кој што за прв пат ќе биде присутен во Крушево за Илинден, премиерот Зоран Заев и Стефчо Јакимовски од Гром. Крушевчани се поделени околу овие новини. Дел сметаат дека конечно е потребно помирување на партиите и дека во минатото навистина имало недолични настани на овој ден, а други пак сметаат дека ова е срамен чин и чин за осуда да нема говор на Мечкин камен за овој ден. Се одише таму, се одликаше, се вреѓаше, се правише, се псуеше, не е убаво, не личи така, не личи. Што ние да се здружиме, ние што правиме, се караме, се вреѓаме. Значи не е хумано тоа, не човечки. Сепак празник е за сите. Требаше во 12, ама навечер се ќе прават пикник таму, не знам што ќе биде. Ќе одиме, ќе видиме. Како го оценувате тоа? Тие промени? Па што да ти кажам, немам појма да ти речам како е. Тие одлучуваат големите и така. Не е лоша идејата за воладот малце после пладне да се одржи тоа. Не е добра идејата. Идејата е да има меѓупартиско помирување. Да, се слагам. Треба еднаш да се помират и да се тргне еднаш напред. Доста се со овие нашите, вашите веќе ни се смачи на сите. Која година туристите, гостите што иделе одеа на Мечкин камен и се одржуваше прослава таму. А оваа година не се одржува прослава, само посетеност има некоја. Према мене ворет не. Према мене ворет не. Мислам дека требаше да има говор, требаше да биде како секоја година, така и годинава, без разлика на состојбиве какви се. Ова е да срамота да дигам таму. Секоја година дигам пеа, имаше и говор таму, се одржуваше говор на Мечкин камен, зашто ова година да нема. Ова јас не го оценувам никако. Никаквич. Ова е фактички за осуд. Инаку честувањето за Илинден неофицијално започнува денеска со доаѓањето на коњаниците, кои што треба да пристигнат тука од повеќе места за да оддадат почит за делото на илинденците. Од општина Крушево упати апел за достоинствено честување на овој празник. Ги повикувам моите сограѓани, крушевчани и сите оние кои ќе не посетат посетители, наши сограѓани на нашата држава, да го одбележиме празникот Илинден на еден достоинствен начин, да покажеме сплотеност како нација, како држава, затоа што е Илинден на сите. Сите сме деца на Илинден. Посебно сакам да ги повикам представниците и учесниците на коњаницата кои доаѓаат во Крушево на разумност и исто така честување и одбележување на Илинден и паднатите борци од Илинденското востание на еден достоинствен начин. Официјалното отворање на 10 дена Крушевска република ќе се случи утре по пладнето на платото на Гумење, со импровизиран напад на градот и пригодна свеченост. За Сител телевизија Дарко Штарговски.